онака како што светиот Јован претечата Господов ја заврши својата проповед и својата мисија, така Господ Исус Христос, како што вели евангелистот кога слушна дека Јован е предаден, односно дека е затворен од царот Ирод, со истите зборови ја почна и својата проповед. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Меѓутоа, ова покаяние треба да се свати навистина како еден начин на живот, а не само како една морална дисциплина, која еднаш се употребува и за секогаш е завршена. Сушност, зборовите Христови е кајте се зашто се приближи Царството Небесно. Односно, живеете во покаяние, а тоа значи свратување на нашиот живот кон Бога, свратување на нашиот живот од пат кон пропадливост, кон вечниот живот, односно кон Бога. Оние кои беа во мрак, вели евангелистот, видоа светлина, им изгреа светлина, а тоа е сонцето на правдата, Господ Исус Христос. Тоа сонце на правдата и таа светлина ни ја осветлува пред се нашата душа и нашето битие, да видиме во каква безизлезност пребиваме, да ја видиме нашата грешност, бидејќи без просветление од Господа, ниту можеме да ја видиме нашата грешност. Ова покаяние треба да се разликува од она што секој од нас може би го доживува кога ќе доживее некој успех покрај својот ангажман и работа, па ќе се покае, ќе рече сгрешив затоа што ја почнав оваа работа, па не ми донесе успех, или не можел да направи нешто, па ќе каже се покајав зашто почнав ова да го правам или да го работам затоа што не успеав да го завршам. Но тоа не е вистинско покаяние. Вистинското покаяние е кога ќе видиме дека нашето битие без светлината Господова не може да го достигне совршенството, не може да дојде до целта, бидејќи ние сме битија кои сме подложни на слабости и на страсти. И без однадвор, односно без просветление од оној што не создаде како битија, како материјални и духовни зборови, не можеме ниту да тргнеме по патот кон спасението. Затоа Христос дојде и затоа тоа сонце на правдата не просветли сите нас и не осветли. И ни го осветли и патот, но пред се, како што спомнав на почетокот, ни го осветлува битието наше, за да ја видиме нашата грешност. Тоа исто како да се наоѓаме подземја некаде, во некоја визба каде што нема светлина. Тогаш не можеме да видиме во каква прашина и во каква нечистотија сме се нашли. Но кога ќе блесне некоја светлина однадвор,
или ако отвориме врата или прозор и кога ќе влезе светлината, тогаш гледаме во каква нечистотија пребиваме. И кога ќе го видиме тоа, секако дека не можеме да се согласиме со таа нечистотија и бараме да излеземе кон светлината, да излеземе и да се изчистиме од нечистотијата. Така е потребно да ги отвориме нашите срца, драги браќа и сестри, за да влезе светлината Божија во нас и пред се да не просветли, за да ја видиме својата грешност, својата слабост како луѓе и да познаеме што е нечисто, а што е чисто во животот. И тогаш човек доживува покаяние. Сега, многумина ќе се запраша, добро, луѓето што се во црквата, тие се просветлиле и тргнале по патот, но сепак грешат секојдневно, како што и велиме, секој еден од нас е грешен, па макар и еден ден да поживеал на земјата, но и секојдневно грешиме. Тогаш како и на кој начин можеме да се спасиме ако постојано, повторно се враќаме во нечистотија и во мрак? Меѓутоа, одговорот на прашањето го дава Господ во денешното Евангелие. Кајте се, затоа што се приближи Царството Небесно. Не само еднаш човек да се покае, туку да живее во покаяние, да го живее покаянието, а тоа значи постојано и постојано, иако нашата грешност ја затвара вратата на нашето срце да влезе светлината, ние да бидеме упорни и да ја отвараме таа врата. Да бидеме упорни и да одиме кон светлината, да ја бараме светлината. Тоа значи да се живее во покаяние, а не да се откажеме при првото паѓање наше. Затоа што сме луѓе грешни и затоа и дојде Господ. Затоа што не можеме сами да се издигнеме. Затоа дојде Господ да не подигне. И милостив е Господ и затоа ни го остави покаянието. Бидејќи ако не беше тоа, ако Господ не го оставеше покаянието како можност за враќање на вистинскиот пат, не ќе се спасеше никој од нас. Но милостивиот Бог ни остави можност за да се вратиме, бидејќи знае дека сме луѓе слаби, но и слободна волја ни даде самите да се определиме кон тоа спасение. И никогаш Господ насила нема да го отвори нашето срце за да влезе светлината Божја во нас и да не просветли. Никогаш нема да ги скрши вратите на нашето битие за да не насилствува, па макар тоа и да е за наше добро. Секогаш вака, на овој начин, ќе не повикува на покаяние. На овој начин црквата ги повикува луѓето уште од давнина, значи уште од Христово време, па до денеска и додека не дојде Христос повторпат, секогаш црквата ги проповеда истите Христови зборови: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Тука овде во храмот го имаме Царството Небесно. Тука во храмот го вкусуваме Христа и оној кој што ќе дојде овде, тоа е првиот чекор на отварање на вратите на срцето за да влезе Христовата светлина. Не може да се надева некој, ако се изолира од литургијата и од црквата, дека Господ ќе го просветли каде што живее. Многумина велат: добро е само да не правиме лошо на луѓето и на тој начин нема потреба ништо друго да направиме.
Со самото тоа, ние ќе ги задоволиме критериумите Божи. Но ако така Господ го промислуваше спасението на човекот, тогаш не ќе слезеше во тело, не ќе ни се покажеше како еден од нас, за да ја издигне нашата природа. На секој од нас ќе го чуваше од озгора насила, можеби ќе го чува да не направи некоја лошо дело. Меѓутоа, ние, луѓето, сме слободни и можеме слободно да се определиме, такви сме створени од Бога. И единствено така може некој да биде Бог и створител, ако ги створил луѓето и созданијата, односно само луѓето се словесни битија, словесните битија со слободна волја, за да се определат слободно, бидејќи поинаку не ќе имаше поголем тиранин од Господ, ако нас не створеше како неслободни битија, да моравме да одиме по некој пат кој што ќе беше противен на нашата волја. Тогаш и спасението немаше да се нарекува спасение, туку ќе се нарекуваше затвор. Овде, значи на литургијата, драги браќа и сестри, го наоѓаме Господа и се просветлуваме, и овде на литургијата го отвараме своето срце. Никогаш да не се плашиме тогаш кога ќе сгрешиме, кога ќе паднеме во искушение, затоа што Господ ни остави можност за покаяние и за враќање на вистинскиот пат. И никогаш да не се разочаруваме дека ако погрешиме во заповедите Божи, дека за нас нема да има спасение. Господ ни рече: кајте се, затоа што се приближи Царството Небесно. Ако човек живее во црквата, тогаш Царството Небесно ќе го чувствува овде во црквата и тогаш многу помалку ќе паѓа во искушенија и многу помалку своите слабости и страсти ќе го надвладуваат. Затоа е потребно да бидеме собрани во оваа литургиска заедница. И затоа е потребно да го примаме Господа, за да влезе во нас Господ и да не просветли, за да се препознаеме себе си докаде сме стигнале и во каква состојба се наоѓаме. И преумувајќи се, итајќи кон светлината, да бидеме Божји деца, за да не прими Господ, да не познае како свој во Царството Небесно. Тоа е најважната работа која човек треба да ја направи овде на земјата. Се друго е второстепено. Секако дека Господ знае дека имаме ние потреба и од материјална храна и од други некои материјални благодети, меѓутоа сето тоа ништо нема да значи ако човек не го отвори срцето за Господа, ако на крајот од нашиот овоземен живот не се стекнеме со Божјата милост и да дојдеме во неговите преградки. Господ да ја испрати благодата своја на сите вас, драги браќа и сестри, да ве крепи во животот. Во оваа недела по просветление, како што се нарекува, и во сите дни на вашиот живот, ете од следната недела почнуваат припремните недели за Великиот пост и гледате како црквата го води човекот низ животот преку покаяние, преку молитва и пост, преку самоодрекување, но и преку голема радост кога ќе дојде воскресението до Царството Небесно, кое го очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите.
Hvala